Како ќе се прослави Бадник во Тетово, разговараме со Дарко Гавровски, истражувач на тетовското минато и еден од организаторите на прославата. Дарко, што се подготвува оваа година во Тетово? Па оваа година Бадник во Тетово ќе биде посебен. После 2 години пауза од организирањето на Бадниковата поворка, која не се организираше заради короната, се враќа назад Бадниковата поворка по улиците на Тетово, но тоа што се потрудивме како граѓани на Тетово, еден вид организационен одбор, што дадовме предлог да се организира посвечено оваа година. И токму за прв пат покрај Бадниковата поворка која ќе оди по улиците на Тетово, Бадниковата поворка се поминува покрај плоштадот, врти низ целиот град, се враќа на плоштадот ќе организираме, за прв пат се организира и една голема свечаност каде што ќе се собере народот во Тетово, тетовчани ќе се соберат заедно да го прославиме Бадник во очи на Витлемската ноќ, кога го чекаме сите раѓењето на Христос. На градскиот плоштад ќе се организира, ќе има значи бина во која што ќе направиме нешто да биде како во Скопје ќе биде како најава, како здравичар што има. Значи ќе се обратам оваа година јас, каде што ќе се осврнам на историјатот на Бадник, ќе им посакам убави празници на сите присутни. Ќе испеам мојата песна "Ја го љубим Тето", а потоа ќе има голем концерт, едночасовен концерт, музички концерт, познатата тетовска група, триото Шербет, каде што ќе го забавуваат народот собран на плоштад, организиране се топли напивки за сите присутни, организирани се подароци за дечињата кои што ќе бидат на чело на Бадниковата поворка. Тетово мислам дека е единствен град кој што има маскенбал во вечерните и ноќните часови нели за Бадник. Има многу ентузијасти кои што со денови ја подготвуваат маската. Ти еве на твојата Facebook страна имаш избор на најубава маска. Какви се маски досега имаат тетовчани? Колку се иновативни во изработката на маските? Тетовчани Бадник вечерта одели, затоа не се викаат коледари, туку се вика Бадњибабе. Се маскирале вечерта наспроти Божиќ, а не утрината па да бидат коледари, така да ете таа традиција кај нас со тамера се затврснала, што потоа премина и на повозрастните да се маскираат. Јас сум инаку и на администратор на Facebook група која од 2009 помно ги следи маските во Тетово и ставам слики по албуми, значи има 2009, 2010, никој може таму да ги гледа за идеи за маскирање за оваа година. Значи ги имам од 2009 сите маски ставено по фотографија, па бирам и најдобра маска, само таму може да се види. Па секако што се сите вржани со фејсбуци и со социјални мрежи, порано излегуваја луѓе на улица да ги гледаат младиве како се маскирани или во кафичите одеа сите па да си ги видат туѓите маски какви се. Сега буквално оваа моја група е показател како другиве како се маскирани, сите одат вечерта таму да видат кои се како се маскирале тетовчани. Така да е убава традиција која што не треба да згасне. Така да ќе го држиме овој верскиот дел кој што е со Бадниковата поворка. Но би сакале да го задржиме и традиционалниот дел кој од нашите баби и дедовци останата, тоа е маскирањето за Бадник. Се разбира, нема да изостане и традицијата ручек, посен ручек за Бадник, дали со риба, дали со комат со купусче или комат со прасли, нешто ќе се направи. Оравчиња, коштанчиња, да се закитат вратите со дубови гранчиња, а и ќе чекаме деца да дојдат кај нас на врата, како во старите времиња, да дојдат на врата маскирани тајфи на деца кои што ќе пеат и ќе го означат Христовото раѓање со песната "Кој што спие нека стане, нека меси колачиња, ако нема колачиња нека даде коштанчиња, ако нема коштанчиња нека даде јаболчиња", и така се надоврзува се до крајот, каде што вика кој што ако нема ни тоа, нека даде све што има, Бадњабаба. Така да среќни празници, Христос се роди, навистина се роди и за многу години празникот нека ни е. Кој што нема каде да прослави, дојдете во Тетово.